Здравјето и животот на граѓаните мора да биде поважно од небројните фирми и банкарските офшор сметки. Знаете ли дека има друг начин да го обештетите самиот собственик на земјиштето? Можете по пазарна цена да го исплатите, можете во компензација со друга локација да го искомпензирате за да се зачува таму зеленилото. Вака Златко Марин пред локалните избори бараше поддршка од граѓаните, но по седнување во градоначелничката фотеља како да доби амнезија. Наеднаш се заборави. Па наместо да се занимава со реалните проблеми на аеродромци, без срам почна да дели памфлети полни со лаги и манипулации. Драги сограѓани, ситуацијата во аеродром е повеќе од алармантна. Според информациите до кои дојдов, Златко Марин веднаш по завршување на референдумот на 30 септември е спремен да издаде одобрение за градење на нова висококатница, овој пат на локацијата кај мајчин дом. Инвеститорот за таа цел веќе уплатил комуналии во износ од повеќе од 100 милиони денари. Станува збор за нова 10-катница со повеќе од 240 стамбени единици и деловен простор на површина до околу 14.000 метри квадратни. Иако пред избор имаше премногу идеи како да ја спречи изградбата, се одлучи да се го погази зборот, како што самиот викаше, банкарските офшор сметки да ги стави пред здравјето и животот на граѓаните. Иако е скоро една година на власт, не покрена ниту една постапка за ревизија на било кој урбанистички план, не отпочна со реализација на ниту еден капитален проект. Господине Марин, по не знам кој пат докажувате дека за вас зборот не е збор. Повторно како многу пати досега, пробата се оправдате. Од изговорот дека некој друг е виновен за ова. Да изговорите не ви помилува. Вие, естествено вие, сте одговорни за ова што денес се случува во општина Аредин. Граѓаните се почетно се разочарани од вашите лаги, а образот го изгубивте одамна. Благодарам.